Dobar den, dragi učenici, dobro dojdovte po e-učilnica na čas po makedonski jezik. Ja su Burbuća Aliju, predavam makedonski jezik za učenicите od drugite zajednici v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video nastava je nameneto za učenici od 7. odelenje. Danes ние ќе учиме за идно време. Цели за овој час се учениците да ги откриваат, воочуваат глаголите во сегашно идно време, учениците да ги повторат, систематизират и прошират стекнатите знаења за идно време, која е сложена глаголска форма, со него се означува дејство кое се врши или извршува во моментот на зборувањето. Идноста не мора да се однесува само на моментот на зборувањето, туку на идноста по некој минат момент. Да се подсетиме заедно. Кои категории имат глаголи? Ги имат глаголите. Имат лице, број, време, вид и начин. Значи, кои се основните глаголски времиња? Основни глаголски времиња се сегашно време, минато време и идно време. Учете ги речениците и одреди го времето на дејството искажано со глаголите. Марко прераскажува лектира. Марко прераскажува лектира е сегашно време. Во вториот пример игравме фудбал на улицата, што е минато или минатост. Телефонот звонеше долго, што е минато време. Четвртиот пример Ива црта есенски пейзаж, што е сегашно време. Со другарките ќе одиме на театар, што е идно време. Зошто е идно време? Зошто глаголот е со партикулата ќе. Ќе одиме на театар, што е идно време. Утре ќе купиме и ова е идно време или идност. Идно време. Утре ќе купиме мало куче. Патувавме со возот до Скопје, што е минато време. Баба прави зелник со сирење, што е сегашно време. И децата ќе научат за тестот, што е идно време. Читам убава книга, што е сегашно време. Какви дејства се искажуваат со идно време? Ќе ти донесам топол леб. Приказната што ќе ти ја кажам е многу поучна. Одете по светот и ќе најдете многу чуда. Тропнете и ќе ви отвори еден старец. Ве подсетувам дека ќе правиме тест. За неколку дена ќе падне првиот снег. Запомни. Вие треба да запомнете, драги ученици, дека идно време е сложена глаголска форма со која се означува дејство кое ќе се врши или ќе се извршува по моментот на зборувањето. Ајде да повторуваме уште еднаш што е идно време. Идно време е сложена глаголска форма со која се означува дејство кое ќе се врши или ќе се извршува по моментот на зборувањето. Како се образува идно време? Зошто ова време е сложена глаголска форма? Идно време се образува со частичката ќе и формите за сегашно време од глаголот што се менува. Идно време е сложена глаголска форма затоа што се образува од два елемента. Частичката ќе, глагол и идно време. Идно време се образува од свршени и несвршени глаголи. Пример, ќе читам, ќе прочитам. Да направиме промена на глаголи во идно време. Глаголи од А и Е група, чита А група, еднина и множина. Пример, прво лице еднина, јас ќе читам, ти ќе читаш, второ лице еднина и трето лице еднина, тој, таа, тоа ќе чита. Множинска форма, ние ќе читаме, вие ќе читате, тие ќе читаат. Оди или И група, еднина ќе одам, ќе одиш, ќе оди. Ќе одиме, ќе одите, ќе одите.
Кажете вие глаголи од Е група да ги измениме заедно. Ајде ученици да размислуваме заедно. Например, имаме од Е група П, од моја страна, што ги напишав, еднина и множинска форма, ќе пеам, ќе пееш, ќе пее, ќе пееме, ќе пеете, ќе пеат. Или плете, ќе плетам, ќе плетеш, ќе плете. Ова е еднина. А за множина е ние ќе плетеме, вие ќе плетете, тие ќе плетат. Како се образува одречна форма од идно време? Согледај. Не ќе одам на излет, не ќе пијам млеко, не ќе добијам петка. Одречните форми на идно време се образуваат со частичката негацијата не пред формата на идно време пред частичката не. Имаме вежби. Направи следниве реченици во идно време. Сега би ве замолила да ги пишувате овие на вашите тетрадки. Се возев со автобус до селото на татко ми. Да веруваме во подобра иднина. Нацртав прекрасен зимски ден. Правам вкусен чоколаден колач. Секој ден одам на тренинг. Мајка ми купи кујнски прибор. Не одам на екскурзија. Пишувам најубава песна за фестивал. Читам интересна книга. Значењата на идно време. Освен основното значење со идно време, може да искажеме и минатост. Влегов во морето да се капам и што ќе видам? Полно медузи. Заповед ќе направиш како што ти вела. Предпоставка, што мислиш, колку дрва има во паркот? Ќе да има 1000. Современост во пословици, ако си овца, секој ќе те стриже. Повторливост, секоја година кога ми доаѓаат гостите, ќе јадам, ќе пијат, ќе пеат и убаво си поминуваат. Услов, ако отидеш со него, враќање ќе нема. За засилување на значењето на идност може да употребиме и форма образувана со има или нема, частичката да и сегашно време од глаголот. Например, денес има да учам цел ден. Глаголските форми кои означуваат дејства, кои се вршат или ќе се извршат во моментот на зборување, се викаат идно време. Дарко ќе оди на кино. Маја ќе јаде џеврек на големиот одмор. Идното време се образува од частичката ќе и сегашно време од глаголот кој го менуваме. Еднина, јас ќе јадам, ти ќе јадеш, тој, таа, тоа ќе јаде. Множина или множинска форма, ние ќе јадеме, вие ќе јадете, тие ќе јадат. Се образува од свршени и несвршени глаголи што еднина е јас ќе изиграм, ти ќе изиграш, тој, таа, тоа ќе изигра. Ние ќе изиграме, вие ќе изиграте, тие ќе изиграт е множина. Идното време често се јавува со глаголот има плюс да конструкција и глаголот во сегашно време, тие има да дојдат утре. Одречните форми на идно време можат да се образуваат со нема и со ќе. Тие нема да дојдат утре, тие не ќе дојдат утре. Благодарам за вашето внимание и вашата задача за дома е да напишете 5 реченици во идно време и 3 во одречна форма. Ви посакувам успех.